Господин Кузмановски, она што во моментов е најактуелно е вашето учество на изложба во Прага, во Република Чешка, која што е организирана од Министерството за култура на Република Македонија, Амбасадата на Република Чешка во земјава, Чешкото Министерство за култура, Државниот фонд на Република Чешка за култура и градот Прага. Со што вие ќе се представите на оваа изложба? Остен светска галерија на цртеж го организира ова во заедница со овие институции што ги спомнавте вие. Значи, тоа е изложба од, би рекол, голем карактер, голем ранг, затоа што на таа изложба учествуваат според Остен, кој што прави биенални изложби на цртеж, светски биенални изложби на цртеж, и доделува значајни награди. Значи, оваа изложба е учество на наградени автори од целиот свет. Ќе ги спомнеме, значи, Кристо, Виктор Вазарели, Пабло Пикасо, Владимир Величковиќ, Јоже Циуха и други, и наградени автори од Република Македонија, меѓу кои, ето, се Ташковски Васко, Григор Чемерски, Ниче Василев, Симон Шемов и други, се наоѓам и јас, и со еден таков цртеж ќе бидам застапен во Прага. Деновиве бевте дел од повеќе активности од сферата на културата, на симпозиум во Скопје, на хепенинг во тие рамки, на доаѓаат активностите во Охрид. Накратко, што е тоа што ве окупираше деновиве? Деновиве ме окупираше прво работа во селото Јегуновце, каде што правев една фреска на Свети Петар и Павле. Тоа е во рамки на една убава нивна иницијатива и активност да се ислика целата трпезарија каде што се случуваат многу работи, и при завршување на тоа што го имав веќе почнато пред неколку дена во Скопје, во организација на општина Карпош, еден хепенинг на македонски и странски уметници на падините на Водно, каде што еднодневно се сликаше секој на свој начин, и учеството мое беше со едно дело. Овој хепенинг се надоврзува и се вклопува во ликовната колонија, всушност што прави општина Карпош секоја година. Таа има свој карактер, акварел, се работи исклучиво, на кој што земам учество, сум поканет и ќе учествувам, но во Охрид. Тоа ќе се случува од 18, од утре, односно од 18 до 23, па на таа ликовна колонија се надоврзува уште една, пак во Охрид, во местноста Свети Наум, во организација на организацијата ИКОМ, каде што исто така ликовна колонија ќе се случува, на која земам исто така учество, и ќе бидат застапени автори од повеќе земји од Европа. Ако многумина одмараат во летниот период, се чини уметниците бараат инспирација за следни активности. Што е тоа што во моментов работите и има ли на повидок некој нов циклус? Да. Требаше во крајот на месец мај и почетокот на месец јуни да имам изложба, самостојна изложба во организација на Матица Ексклузив од Скопје, но поради некои технички причини што се случуваа таму, таа изложба е одложена за почетокот на есента, пак не се знае датумот, а тие летни шеми и горештини мене, напротив, не ми сметаат, него ме мотивираат, како што впрочем ги реков овие колонии, кои што се
секоја година и баш заради тоа такво едно годишно доба, летен период, кај што може човек да се експонира и на отворено и под сенка, но да биде пријатно за сликање. Претежно тие колонии се прават за дружење, за комуникација меѓу уметниците од целиот свет, што всушност и тоа е и најбитното во нашата сфера на творештвото и на живеењето.